Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте. Време е за откриени тајни на телевизија 24. Во денешната емисија ќе зборуваме за последните 6 карактеристики кои што ги поседуваат генијалците. Ги имаме 24. Од овие 24 карактеристики верувам дека веќе пронајдовте дел од нив кои што и вие ги имате во поголема или во помала мера и секако се трудите да работите тие што повеќе да дојдат до израз и самите вие да бидете генијалци во својот живот. Во нашата денешна емисија повторно со нас доктор Жарко Костич кој што на навистина убав начин ги презентира овие карактеристики. Ако можеби досега сте ги пропуштиле предходните карактеристики, тоа може да го најдете на социјалните мрежи. На Facebook страната кај доктор Жарко Костич ги имате сите емисии на Откриени тајни, а тоа може да го сторите и на Facebook страната на телевизија 24 или пак на веб страната на телевизија 24. Затоа останете во следните 30 на минути да го завршиме овој серијал на 24 карактеристики на генијалците. Овдека го започнуваме разговорот со доктор Жарко Костич, кој што денеска ќе зборува за последните 6 карактеристики кои што ги поседуваат генијалците. Бевме интересни, се надевам, со овој серијал, го задржавме вашето внимание, доколку сакате да се потсетите на предходните карактеристики кои што ги поседуваат генијалците, тоа секако може да го сторите на социјалните мрежи. Тука е веб страната и Facebook страната на телевизија 24 и секако Facebook страната на доктор Жарко Костич. Жарко, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во ова Откриени тајни, каде што ќе зборуваме за последните 6 карактеристики кои што ги поседуваат генијалците. Добар ден, Сања, добар ден до нашите гледачи. Навистина убав циклус, убав серијал, кога зборуваме за 24 карактеристики на генијалци, сето ова привлече навистина голем интерес кај гледачите. Се надевам, сум задоволен, имам убави коментари, луѓето се заинтересирани да потекнат ова генијалност кај себе си. И тоа ни беше целта, кога започнавме со овој серијал, да нагласиме дека ова се карактеристики кои што ги има откриено еден психолог на еден врвен универзитет во Лос Анџелес, доктор Алфред Бариос, кој што има откриено дека карактеристиките се работи на кои што ние самите можеме да работиме. Значи, потенцијал кој што самите ние го имаме и карактеристики кои што можеме да ги развиваме. Секој од нас има потенцијал, со други зборови, да биде генијалец, треба само да е волен да работи на тоа. И целта на нашиот мини серијал од ова е четврта емисија која што ја правиме на оваа тема, е точно да ги поттикнеме нашите гледачи сите оние во нашето окружување да работат на тоа, се со цел да имаме поголема продуктивност, посреќен живот, убав живот. И самите ние да бидеме како идни генијалци или генијалци, ако веќе ги поседуваме сите овие карактеристики, да бидеме пример за околината која што можеби ќе самите ние инспирираме и тие да работат на тоа. Карактеристика со која што секако ќе ги започнеме овие 6 последни карактеристики на генијалците е разновидноста. Сигурно сум дека гледачите ги чекаат со нетрпение сите 6 карактеристики, па да започнеме од ова. Се вели колку повеќе нешта ќе научите да постигнете, толку повеќе самодоверба ќе развиете. Не избегнувајте нови подвизи. Сигурна сум дека генијалците не ги избегнуваат новите подвизи. Видите, имаме и многу поговорки во нашиот јазик, нели? Ако некој го бива за нешто, го бива за многу други работи. Но тоа е и целта, повторно да бидеме најдобри од тоа што сме. Во минатата емисија зборевме за перфекционизмот, трпеливоста, дека генијалците не се трпеливи со тоа што го очекуваат од себе, дека тие сакаат да бидат најдобри во работите со кои што ќе се зафатат да бидат. На некој начин се професионалци во тоа што го прават. Значи не навлегуваат во некоја работа површно, туку сакаат да истражат до крај, но она што е интересно е дека не можеби, гледате, имаат и разновидност за дадени работи, сакаат да бидат добри во многу сфери од постоењето и не избегнуваат нови подвизи. Она што за мене е вистина, што сум го гледал кај генијалците, е дека точно има таа самодоверба. Но таа самодоверба ја градат на тој начин што се волни да имат нови подвизи. Луѓето кои што се генијални во некоја сфера, точно ја гледам дека се генијални во некоја друга област од нивното постоење, поради тоа што самото тоа како потенцијал го имаме да го развиеме во целата област. Ако сме можеле да станеме генијални спортисти,
целиот тој потенцијал го имаме да станеме гениални во некоја друга сфера во постоењето. Само треба да не се плашиме од нови подвизи, тоа е една од карактеристиките од претходните емисии, да не се плашиме од неуспех, поради тоа што треба да сфатиме дека од секој неуспех можеме да добиеме некоја добра лекција, добро знаење кој што ќе можеме да го искористиме во наредниот обид да победиме во играта на животот. И точно самодовербата се гради на тој начин. Колку повеќе почнуваме да градиме, да креираме, колку повеќе се зафаќаме со нови работи во нашето постоење, без разлика на препреките кои што не идуваме, надминувањето на самите тие препреки и можеби пак неуспесите не тераат да успееме ако гледаме со тие очи и на тој начин дека секој неуспех може да ни даде знаење кое што ќе ни биде од корист да го искористиме во следниот обид кога ќе сакаме да го реализираме, например, проектот. Така да, разновидност е една од карактеристиките и вели колку повеќе нешта ќе научите да постигнете, толку повеќе самодоверба ќе развиете, не избегнувајте нови подвизи. Новите работи не тераат да се навратам на една од претходните емисии, да излеземе од таа зона на удобност. Затоа што зоната на удобност не прави да имаме стагнирање во нашиот живот. Новите подвизи, зафаќање со нови работи, нови авантури, видите, во животот на секој ден од нас му треба возбуда. И точно тие нови подвизи, нови работи за кои што се зафаќаме, можеби и некој ново хоби во кој што можеме да станеме видина професионалец. Мислам дека тоа е точката на гледиште на кој што генијалците и им приоѓаат на работите. Не се плашат од нови подвизи, но не остануваат на ниво во кое што ќе бидат само аматери во нештото, туку одат да го развијат тој порив во секоја сфера до максимум, до можност да каде што ќе можат самите тие да бидат среќни од продуктот што го даваат, поради тоа што нашата гордост, нашата среќа потекнува од каков продукт, каков ефект ќе искриваме за околината. Во колку сме некој уметник, во колку сме некој кој што, не знам, е музичар или поет или писател, кој ќе го искрира она кое што сака да го искрира, кој ќе го даде тој производ на околината. Ако сме горди на тоа, а ке сме горди ако се вложиме себе си, ако сакаме да го дадеме максимумот, тоа не прави да сме среќни и да имаме само почит, гордост и така натаму. Така да тоа е, мислам дека една од овие карактеристики кои што секој од нас би требал да работи. Жарко, следна карактеристика за која што ќе зборуваме е приспособливоста. Една од позначајните, секако претпоставам, карактеристики на генијалците. Се вели флексибилноста ви овозможува брзо да се приспособите на променливите околности. Воздржете се од тоа да ги правите нештата на истиот стар начин и бидете подготвени да разгледувате нови опции. Што вие повеќе ќе кажете за оваа карактеристика кај генијалците? Точно така, генијалците размислуваат во можност и се напред со технологијата и со новите откритија. Поради тоа што, ајде да го поврземе со претходните карактеристики, сака да знаат и се заинтересирани. Доколку имате некој кој што сака да знае, кој што е заинтересиран, секако дека ќе бара и ќе трага по нови можности како да ги направи тоа што сака да го направи на најдобар начин. Ако имате некој кој што е фиксиран само на еден начин да го оствари тоа, можеби не сака да научи нова технологија. Гледате колку технологијата сега оди напред. Замислете, имате социјални медиуми кои што толку брзо се развиваат и се една основа или една помош и поддршка на која што секој еден од нас може да искористи за да му помогне да ја истакне и спроведе во околината својата гениалност. Ако не сме волни за промени, ако не сме волни да се приспособуваме со брзото темпо со кој што некои од работите се менуваат во нашиот живот, тогаш ќе стагнираме. Баш поради сите овие карактеристики дека самите генијалци не се плашат од неуспех, се волни да испробаат, се волни да имаат, да идат кон нови подвизи, сакаат да знаат, се заинтересирани, еве и се флексибилни. Сето тоа ги прави способни, а не ограничени. Видите, ако сакаме и ако сме фиксирани да направиме нешто само на еден тист начин и не ги искористиме и другите можности секако да ни помогнат во сето тоа, тогаш имаме ограничување. Но во колку имаме некои работи или некои патишта кои што се функционални, кои што се ни носат резултат, не значи дека треба да ги запоставиме нив за сметка на некои нови патишта, нови работи, нови технологија. Туку напротив, да го задржиме тоа што ни е успешно, како некој успешен модел на однесување, успешна техника, успешен начин на промовирање, да го задржиме тоа, но да не бидеме лимитирани и ограничени на некои нови работи и промени. Честопати луѓето
едноставно се плашат од промените во нивниот живот. И луѓето некојаш имаат отпор на нешто ново и промена. И генерално е тоа како став некојаш кон животот, но самото тоа гениалците го немаат. Тие ја восприемаат, ја прифаќаат промената која што настанува и тие промени ги зимаат за да можат да ги остварат своите цели токму преку можеби новите начини со кои што цивилизацијата оди понатаму. Сигурна сум дека гледачите се љубопитни кои се преостанатите карактеристики кои што ги поседуваат гениалците и со нетрпение очекуваат следната карактеристика. А токму таа карактеристика говори дека нашите гледачи кои што не гледаат самите по себе се гениалци, затоа што токму љубопитноста е една од карактеристиките кои што тие ја поседуваат. Точно така. Љубопитниот ум ќе ви помогне да трагате по нови информации. Не плашете се да признаете дека не знаете баш се. Секојаш поставувајте прашања за нештата кои што не ги разбирате. Ова е карактеристика која што треба да продолжиме да развиваме. Секој ден од нас мислам дека бил во дадени моменти од својот живот многу љубопитен. И можеби баш поради спречување на таа љубопитност, спречување на поставување на прашања, ама што мораш сега ти да поставиш прашање, не поставувај глупави прашања, да вистина нема глупави прашања. Ако ја разгледаме само оваа карактеристика, поставувајте им прашања на луѓето за нештата кои што не ги разбирате, видите, ќе сватиме дека на тој начин добиваме повеќе информации и знаење. И претходно да кажам, да се навратите на една од емисиите кај што зборувавме дека препреките во успехот, во знаењето, во учењето е токму идејата дека се знаеме. И овдека вели не плашете се да признаете дека не знаете баш се. Ако мислиме дека знаеме се, повторно имаме ограничување на нашиот успех. Воколку ја отвориме таа врата и си признаеме на себе си, тоа е големина. Големина, доблест на еден човек да признае дека не знае баш се, дека не направил нешто најдобро од кое што можело да се направи. Ако се вратиме на перфекционизмот, ќе видите дека ако направите нешто добро, не значи дека не може понатаму да се направи нешто на подобар начин. Секојаш има подобар начин на кој што можеме да ги направиме работите. Секојаш можеме да бидеме поуспешни. Секојаш можеме да бидеме подобри во нештото. Но тоа се базира на колку сме волни да примеме информации и знаење, колку сме љубопитни, колку сме заинтересирани за околината. Гледате тој интерес за околината и ако мислиме дека знаеме се и околината ништо не може да ни даде, не може да ни даде било каква нова информација за успех, тогаш се повлекуваме од околината, тогаш не паѓаат емоциите. Затоа што интересот е убава висока емоција, која што ја имаат секој од луѓето кои што се гениални во нивната сфера. Така да љубопитноста е преубава карактеристика, гениалците се љубопитни. Не знам за некој гениалец кој што ги има ставот дека се знае, баш поради тоа, едно од овие 24 карактеристики, гениалците секогаш успешни, поради тоа што секогаш се волни да восприемат нови информации кои што ќе им помогнат да остварат поголем успех. Љубопитноста секогаш кога е насочена во креативна насока е карактеристика која што ги краси гениалците. Не треба да стравуваме од поставување на прашања, напротив, што повеќе треба да поставуваме прашања кои што ќе допринесат за наша надоградба. Погрешно е да мислиме како поставиме сега прашање да не испаднам глуп или да не испаднам дека не разбирам се. Гледате, не треба да внимаваме толку, секако дека треба да внимаваме на околината, но не да бидеме под притисок што околината ќе каже ако навистина нештото не го разбираме. Колку често сме имали ситуации кои што кога навистина нештото не го разбираме и сакаме да поставиме прашање, се лимитираме, можеби со некоја идеја што ќе кажат другите луѓе, да не помислат дека не знам, да не помислат дека не знам, не сум паметен, интелигентен или така натаму, да не е прашањето глупо. Пак ќе кажам, нема глупаво прашање. Секогаш кога ќе поставиме прашање и ја развиваме љубопитноста, добиваме информации, треба да имаме околина која што толерира прашања и која што е волна да не подучи и да ни даде одговор, поради тоа што и таквата околина е гениална. Рековме во претходните емисии, една од карактеристиките на гениалците е дружелюбивоста и дека им помагаат на они се заинтересирани за потребите на околината. И воколку имаме таква околина, гениална, која што се грижи за нас, која што е волна да ни помогне, затоа што тоа се карактеристики на гениалците од претходните
емисија која се навративме дружелюбивоста, волноста да бидат тука за другите луѓе, да восприемаат што на другите луѓе им треба. Видите, ако имате прашање, таквата гениална околина никогаш нема да не направи дека сме погрешни за тоа што дека сме угрешкили укриво за тоа што го прашуваме. Напротив, ќе биде волна и ќе биде среќна дека поставуваме прашање. И на тој начин, со самото поставување на прашањата стануваме генијалци, затоа што тоа е карактеристиката на генијалците, не се плашат да признаат дека не знаат, не се плашат да постават прашање и секако, ако даваме добар пример и ќе имаме генијална околина која што ќе ги прифати прашањата и соодветно ќе ни даде одговори за тоа што сакаме да го знаеме. Ни преостануваат уште 3 карактеристики кои што ги поседуваат генијалците. Ги имаме 24, што значи за 21 веќе сме разговарале, а за останатите 3 секако во продолжение заедно со доктор Жарко Костич. Тука сме некаде кон крајот на овој серијал, љубопитноста е голема кај сите, оваа тема ги привлече сите гледачи подеднакво, сите коментираат и даваат интересни коментари на нашата емисија и на овие карактеристики. Следната за која што ќе зборуваме, која што некаде не води кон крајот на карактеристиките е индивидуализмот. Индивидуализмот е една од карактеристиките која што ги краси генијалците. Правете ги нештата на начин на кој вие сметате дека треба да бидат направени, без страв од нечие неодобрување. Значи дека не треба и покрај тоа што сметаме дека можеби некој нема да го одобри нешто што ние го правиме, да продолжиме со она што сме наумиле и целите кои што сме си ги зацртале. Тоа е карактеристика која што имаат генијалците. Баш така. Видите, воколку имаме воколку размислуваме на начин дека мораме за се да добиеме одобрение од околината, тогаш самите наши идеи и спроведувањето на тие идеи ќе бидат ограничени. Од самите нас како индивидуа потекнуваат индивидуални идеи. Видите, сите од нас се различни и секој од нас има своји идеи. Тоа не значи дека таа идеја или начинот на кој што ќе ги спроведеме или направиме работите мора да биде прифатен од околината, но не значи дека не е добар, напротив, може да е перфектен. Но некогаш околината има своји начини, своји размислувања, неодобрувања кои што не ни помагаат во даден момент. Но мораме да се кренем, секој од нас сака да биде прифатен од околината. Секој од нас сака да добие одобрение од околината. И некогаш нашите идеи се големи, некогаш нашите идеи конструктивни се, креативни се. И за жал некогаш некој од околината можеби не може да ги разбере на начин, или пак можеби пак и ние не ги комуницираме на начин на кој што треба. Но една од карактеристиките на индивидуалците е да ги искомуницира своите идеи и продолжува да ги комуницира своите идеи во својата околина и сака да биде разбран. Но не секогаш сме разбрани, тоа не значи дека треба да се откажеме од нашите идеи или начините на кои што сакаме да ги спроведеме нашите идеи. Ако размислиме за сите генијалци, секогаш биле индивидуалци. И баш заради тоа што се индивидуалци и не се согласиле со остатокот од групата, се индивидуалци генијалци. Гледате, затоа што генијалноста е поврзана со индивидуализам. Затоа што секој еден од нас е поразличен од останатите луѓе. Колку околината има капацитет да не разбере и да не прифати, тоа е друго прашање. Но нашата волност и не е секогаш патот лесен. Знаете, кога ќе тргнете по патот за успех и кога верувате во својата идеја, кога сте индивидуалеци, кога сакате и верувате во тоа што сакате да го остварите, често пати имаме стопови од самата околина. Може да мисли дека сме малку чудни, може да мисли дека не сме во право, но мораме да веруваме во својот пат. Затоа што тоа е нашиот пат. Нашиот пат е поразличен од патот на останатите. Гледате, често пати имате ситуација каде што групата во дадени ситуации полесно ќе ја мотивирате да направи некојаш деструктивни работи отколку конструктивни работи. Индивидуата има многу конструктивни идеи. Ако ги земеме сите индивидуалци кои што се, да кажеме Никола Тесла или кој да е друг иноватор, изумител, направил нешто ново и не бил прифатен секогаш од околината. Не бил дури прифатен и општеството некогаш. Но пак ќе кажам, ако имаме конструктивни, креативни идеи во кои што веруваме и со кои што знаеме дека ќе му помогнеме на целото општество, не треба да ни биде пречка да околината ќе не прифати или не.
Тој е една од карактеристиките на генијалците дека се толку јаки и веруваат во себе и се индивидуалци, што едноставно притисокот способни се да одолеат од притисокот на околината. Честопати ќе имате околина која што нема да ве прифати поради тоа што сте поразличен и тоа е на некој начин не е убаво, но е данокот кој што индивидуата за жал на патот кон својот успех многу често го плаќа. И она што е за мене вистина е дека кога ја тргнете на патот до успехот, да го остварите тоа во кое што вие верувате, иако е поразлично од другите. На почетокот луѓето не веруваат во тоа дека ќе се деси, но како продолжувате да ја остварувате и да ја спроведувате вашата идеја, работите почнуваат да се менуваат. Веќе луѓето не се борат против вас, не ве кочат, не ве стопираат да го реализирате тоа. Туку напротив, почнуваат малку по малку да ви дадат поддршка и она што е вистина за мене е дека кога човекот ќе успее и кога ќе дојде да го реализира тоа што го сакал, честопати околината целосно се свртува во негова корист и кажува дека од секогаш и верувале дека самиот тој човек ќе успее. И навистина тоа е една од разликите и така се разликуваме ние како битија. И заради тоа генијалците се генијалци. И затоа тие се издвојуваат и се на некој начин ментално, духовно, како и да е енергетски над остатокот од другите луѓе кои што можеби не работат се уште на таа карактеристика да ја изградат својата индивидуалност, да не се плашат да ги прават работите на свој сопствен начин и едноставно да не се плашат од неодобрување од самата околина. Да веруваат во самите себе си, секако и во она што тоа тие го прават. Да. Идеализмот е една од карактеристиките која што доаѓаме пред самиот крај секако на објаснување на сите овие 24. Што би кажале за идеализмот како карактеристика која што ја поседуваат генијалците? Точно, идеализмот. Једе да го дефинираме ова, баш го погледнав овој збор во еден од речниците и вели дека идеализам е верба дека ќе ги постигнеме нашите идеали, многу често кога за околината тоа не изгледа реално. Лете, а идеалите фактички се нашите цели, нашите високи стандарди, нешто кон кое што е идеално и се стремиме да го постигнеме. Тоа е некој идеал, некоја цел, некоја замисла, идеално нешто, висок стандард, високо ниво кон кое што се стремиме да го постигнеме, а идеализмот е верба во тоа. И во тие моменти кога за околината не е баш реално дека тоа може навистина се деси. И вели, бидете приземни, но целете високо. Стремете се да постигнете големи нешта, не само за себе си, не само за себе, туку и за напредување на човештвото. Она за кој што генералците работат, мислам дека е човештвото. Без разлика за кој да е. Ако е генијалец кој што е во полето на уметноста, креира за човештвото, нете сака да внесе естетика, убавина во самото општество од кое што ќе имат бенефит и корист остатокот од човештвото, луѓето. Без разлика дали изумител, како што е Никола Тесла, кој што го споменувам. Лете, тие креираат за човештвото. И тоа е една од карактеристиките кои што претходно зборувавме, дека тие се тука за да го подобрат обстанокот на останатите и многу помалку мислат и имаат многу помалку внимание на себе си отколку што имаат на другите. Вниманието е за околината, вниманието е за другите. Но она што е битно и што сакам да го нагласам, тука и е убавината на животот. Зошто постоиме? Постоиме за да им помогнеме на другите луѓе. Постоиме за помош. Колку е убаво кога помагаме, колку сме среќни кога помагаме. Секако дека треба да внимаваме за нас, не треба да се запоставиме, затоа што една од карактеристиките е индивидуализам. Но тука сме и не постоиме само за себе, постоиме за околината и тоа не прави среќни. Колку сме од помош за човештвото, колку сме од помош за пријателите, колку сме од помош за околината. Во претходната емисија рековме дека тоа и може би врвот на одговорност на помошта. Затоа што на тој начин преземаме одговорност за другите луѓе околу нас. На тој начин го ставаме вниманието и сакаме да им помогнеме. Сме во комуникација со нив, сме дружелюбиви, сме пријателски расположени кон нив. Но исто една друга карактеристика која што имате целат високо. Ете, генијалците имаат идеи кои што се големи. Имаат идеја за успех кој што е голем. И за тоа остават трага и печат врз нашите животи на оваа планета. Ако станува збор за генијален спортиста, ете е некој кој што целата планета го знае. Ако е генијален изумител, од неговите изуми има корист целата планета.
но секогаш цели високо, но е приземен. Тоа значи дека, гледате, целта како таква бара спроведување на таа цел. Бара да сме исто така и приземни на реалноста, со што можеме реално тоа да го спроведеме. Видите, не правиме цели кои што никако не можат да бидат реализирани. Но, од друга страна, ставаме цели, подкрепени со реален начин, како да ги оствариме сите тие работи. Но некогаш она што е реално за нас, не значи дека е реално за околината, се вратам на претходната карактеристика. Реално е тоа што ние ќе го направиме да биде реално. И многу често сите тие цели, сите тие работи кои што ги замислуваат гениалците се нереални на самиот почеток. Но на некој начин приземноста им дава можност да го искористат физичкиот универзум, работите кои што се околу нив, како да го искреираат тоа што го имаат замислено, затоа што замисленоста, целите никогаш не се реални се додека не ги направиме реални. А гениалците она што го прават ги остваруваат своите цели. Имагинацијата е една навистина убава карактеристика со која што секако ќе ги завршиме овие 24 карактеристики на гениалците. Сите ја имаме имагинацијата, некој повеќе, некој помалку, сите сакаме да мечтаеме, сите сакаме да замислуваме за некој нов свет, некој поубав свет, за некој поубаво утро, сите сакаме да гледаме на нештата како ќе се случат во иднина. Ова е една карактеристика која што е особено развиена кај децата, карактеристика која што не треба да дозволиме како растеме и како старееме да изумре. Треба да ја оставиме таа да биде вечно во нас. Кога ќе изумре оваа карактеристика, кога ќе ни изумре имагинацијата, кога ќе ни изумре соништата, умираме и ние. Ментално, духовно, енергетски, како сакаме тоа да го објасниме. Стануваме толку дел од физичкиот универзум. Стануваме премногу практични. Да не бидам разбран погрешно, дел од карактеристиката е бидете приземни, тоа значи и практични на некој начин, но гледате, многу често општеството, околината знае да ни ги инвалидизира соништата и имагинацијата. И овдека баш во еден момент вели расчистете својата ментална околица за да го развиете овој вид на имагинација. Многу често бивајќи спречени, знаете, немој да мечтаеш, премногу сонуваш, зошто сонуваш нереално. Не гледам причина зашто некој би имал проблем со тоа ние да сонуваме. Тоа е нашата духовна храна. Тоа е нашата храна како битие. Видите, имагинацијата, идеите, соништата, тоа е тоа кој што е најблиску до нас. Сега, ако имаме околина кој што постојано го спречува тоа, секако дека ќе почнеме да имаме сомнежи во самите нас. Нема да успеам, нема да можам, не сум доволно способен. Ако видите, кога сме помлади, многу поретко ги имаме овие негативни мисли. Како старееме, баш поради тие неуспеси, пречка од околината, инвалидизациите кои што ги добиваме, почнуваме да се сомневаме во самите нас. А ако се сомневаме во самите нас, фактички се сомневаме во нашите цели и соништа. Почнуваме да ни е нереално дека ќе ги оствариме. Но можеме да го постигнеме и имаме во животот само она кој што ќе можеме да го замислиме. Ако не можеме да го замислиме, животот променет. Нема да се смени тој. Затоа што идејата е најмоćното нешто кое што постои. Идејата ги руши сите препреки. Идејата ги отвора сите врати. Ако немаме идеја, ако немаме имагинација, ако немаме соништа, немаме иднина. Ако немаме иднина, немаме среќа. Со други зборови имаме тага. Стануваме загрижени во страв за нашата иднина. Како да ги поништиме овие стравови за иднината? Да искреираме иднината. Како да искреираме? Преку нашата имагинација, преку нашите соништа. И воколку некој се обиде тоа да ни го земе, треба да си го заштитиме. Треба љубоморно да си го чуваме, затоа што тоа е дел од нас, кој што ако изумре, изумруваме и самите ние. Така да оваа карактеристика е карактеристика која што имаат сите гениалци, карактеристика која што имаме сите ние. И колку е убаво, ако станеме секој утро и првото нешто кое што ќе направиме, можеби со утринското кафе, сок или што и да почнеме да размислуваме за нашата нова иднина. Ако сакаме да смениме реалноста, мораме да почнеме преку создавање на нова иднина. А тоа се случува во нашата имагинација, преку нашите соништа. Треба да искреираме нашата мисловна иднина, нашата сцена, идеалниот живот, до најмали детали.
Каде сме? Кај се гледаме? 5 години од сега? Каков е нашиот живот? Едноставно да се впуштиме во таа иднина и тоа да го направиме многу пореално од самата реалност. И колку пореални ги правиме сите тие соништа, таа имагинација, таа визуализација на нашата иднина, толку повеќе имаме шанси да ја оствариме. Треба да веруваме во магија. Магијата не е практична. Гледате, магијата, илузиите се над фактите. Видите, факт е нешто кој што веќе си има случајно, ова е факт. Но како тој факт дошол да биде факт, е преку илузија, преку сон, преку имагинација. Секој факт почнал со илузија, со мечта, со сон. И секогаш илузијата и имагинацијата ќе бидат над фактите. И се додека го имаме тоа, на некој начин имаме среќата во нашата дланка. Ова беше последната карактеристика која што ја поседуваат гениалците. Почнавме со поривот, дојдовме до имагинацијата. 24 карактеристики кои што ги имаме сите подеднакво. Сите сме на некој начин, како што и самите кажавте, гениалци во својот живот, гениалци во својата околина, гениалци во своето семејство. Сите сме на некој начин за некого гениалци. Треба да работиме на овие карактеристики за тоа да го разбере можеби и човештвото и да оставиме некои траги позади нас. Ви благодарам што на еден навистина убав начин успеавте да поттикнете имагинацијата кај гледачите да работат на себе и на сите овие карактеристики. Ти благодарам, Сања. Благодарам за нашите гледачи кои што се волни да не слушаат на оваа тема и знам колку се заинтересирани од коментарите кои што ги имам. Да, имагинацијата за мене е многу битна и повторно ќе кажам дека ако имаме имагинацијата и кога се го зачуваме, тоа имаме фактички среќа, затоа што кога сонуваме, кога мечтееме, сме среќни. Едноставно се буди тој порев и потенцијал од нас, поради тоа што на тој начин стануваме сигурни за иднината, затоа што само ние сме одговорни преди се да искрираме иднината, не само за нас, него и за останатите. И во колку се плашиме за иднината, тоа само значи дека немаме имагинација и дека не ја крираме. Колку повеќе размислуваме за иднината, колку повеќе сонуваме за иднината, тој е првиот чекор како да ја смениме реалноста. Ако не сме задоволни од реалноста, мораме да направиме нешто. Почнува преку соништата, но секако не треба да остане тоа се на сон, треба да сме практични, треба да влеземе во акција и ние да го искрираме. И тоа ќе ни даде огромно задоволство и среќа. И повторно ќе кажам, ако ја зачуваме имагинацијата, едноставно ја имаме и среќата во нас. Жарко, ви благодарам што на навистина убав начин ги презентиравте овие 24 карактеристики кои што ги поседуваат гениалците. Рековме дека сите ги имаме овие карактеристики, треба да ги пронајдеме во себе, да работиме на нив и сигурно со самото тоа и ние ќе бидеме гениалци во својот живот, гениалци во својата околина, гениалци можеби во своето семејство, својот клас на училиште или на работното место и секако како такви ќе не гледаат луѓето во нашето обкружување. Точно, секој од нас ги има гениалци кај нас, некои се препознатливи и се истакнуваат, но другите можеби се меѓу нас, но ако навистина се задлабочиме и ако почнеме да ги анализираме некои од луѓето кои што се наоѓаат во нашата околина, ќе сватиме за нивната големина и гениалност. Можеби се од сферата на гениална мајка или татко, гениален пријател, можеби шеф, можеби едноставно некој во останатите сфери, можеби спортисти и така натаму, кој што ако се задлабочиме и го анализираме, ќе видиме стварно дека е гениалец. Така да гениалците ги има насекаде околу нас. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи и се надевам дека бевме интересни со 24 карактеристики на гениалците. Ако останавме кусили и недокажени, секогаш може да ме контактирате преку социјалните мрежи. Имајте убав ден. Тоа беше се за денешната Откриени тајни и тоа беа 24 карактеристики кои што ги имаат гениалците. Се надевам дека бевме интересни за сите вас кои што одлучивте ова претпладне саботно да го поминете на програмата на телевизија 24 заедно со мене Сања Савеска и мојот редовен гостин доктор Жарко Костич. Доколку секако сме интересни и забавни за вас, ве поканувам веднаш сега и следната сабота во 11 часот повторно да бидете со нас. Секако продолжуваме во истото темпо со интересни емисии, интересни содржини и интересни теми на кои што ќе дадеме одговори пред се да го подобриме квалитетот на вашиот живот. Останете на 24 и имајте пријатен викенд.